Почитувани гледачи, имајте среќен и убав ден. Специјално само за вас, уште еден интересен рецепт на денот. Ние и денеска со екипата на Алфа телевизија, на емисијата Вкусот на традицијата, се наоѓаме во ресторанот Ламбуро во Штип, заедно со мојот драг пријател, што токму овде го запознав, готвачот Горан Митев, со 20 годишно искуство. Горан, што ќе ни препорачаш ти за денешната емисија? Што ќе ни направиш денеска? Ние денеска ќе подготвиме риба во шкето на наш начин. На ваш начин, значи Да. тука кога ќе дојдеме, можеме да си нарачаме. Ова е, препорачуваш дека е многу здрав Да, рибата е рецепт, очень нели? здрава, Македонската наша пастрмка со макдонос. со лукче, со маслиново масло и бело вино. На кој начин го приготвуваш, ќе видиме. Меѓутоа да ни кажеш, значи, еве за едно семејство, 4-члено семејство, потребни се 4 пастрмки. Претходно изчистени, измиени, така натаму. Што друго ни е потребно? Нас не е потребно лукче, сол, сув зачин мешан и црн бивер. И макдонос. Макдонос За свеж. 4 пастрмки, колку? 2 до 3 китки, доволно? 2 до 3 китки, да, е доволно. И брашно за препелкање на рибата. Бело вино. Колку бело Од вино? нашето подневие поколе 150 грама. Добро. И маслиново масло. Тоа И е. една тава за печење. За Овој печење. специјалитет се пече. Да. Повели Горан. Е така ја земеме прво рибата и уволкуваме во брашно. Посолена е? Да, да. Добро. И уволкуваме во брашното и ја намрсуваме тавата со маслиновото масло и така ја ставаме пастрмката да се Да пржи. се пропржа. Да, да. Исто така ја ставаме и другата, ја волкуваме во брашно, ја ставаме во маслиното, во тавата да се испржи, Да се пропржи од едната, од другата страна. И потоа потоа ја да ќе видиме, откако ќе се испржи, ќе видиме Да. што ќе направиш. Повели сега тавата да видиме што следува сега. сега следува макдоносче. Оставаме свежото макдоносче. После тоа го ставаме. Штипски ли е? Да, да. Ситно сечканото лукче, неколку чешниња. Зачинуваме со бела сол, со Ова има да биде пастрмка мешан за мерак. зачин, мало црно биберче. После тоа му ставаме бело винце, Вино. малце маслиново улје. Сето тоа го промешуваме. После тоа ја ставаме пастрмката да се крчкит. Одлично. Многу убаво изгледа. Многу убаво изгледа. Еве, драги мои, да видите како изгледа подготвена да се подпече малку. Горан, например, јас ќе дојдам во вашиот ресторан и ја нарачувам оваа риба. Колку време е потребно откако ќе ја нарачам за да ја добијам рибата? Па по 45 минути.
таман додека се напијам една жолта, додека стара домашна, нели? Додека Мало салатичи малку салатичка, и после тоа. макалце пинџурче и етеа рибата на трпезата. Тој ќе се случи сега и јас имам исто така еден специјален гостин, што ќе ја пробаме заедно со него, а ќе видите кој ќе биде нашиот денешен гостин. Ти благодарам, Горан. Сега во кујната ќе однесеме. Колку време ја печеме, на колку степени загреана редна? Па ја печеме околу по пола сат на некои 200 степени. Половина час на 200 степени. Оти таа веќе се подготвена, само да се малку макдоносот да го така. прима зачинот на... Да го така. Одлично. Одиме ние во кујната, се гледаме со вас на трпезата. Ова е нашата испечена пастрмка во шкето во ресторанот Лангуров. Меѓутоа, таа ќе биде уште повкусна и посладка, затоа што денеска ќе ручам со господинот Кирил Барбаре, професор на Универзитетот Гоце Делчев на Факултетот за образовни науки. Така е. Добре дојдовте и многу ми е мило што ве запознав и како еден од честите гости овдека во ресторанот, затоа што вие сте уживатели на добра кујна и што туку се вративте од Израел, како се поминавте? Така е, да. Па одлично, едно прекрасно искуство и ако можам да сугерирам на вашите гледачи, значи секој ако има простор и шанса, нека искористи прилика да појде во Израел и да види една прекрасна земја. Може би вкусот на традицијата до година ќе отпатува таму, да направиме една македонска вечер и да го запознаеме Израел. Па тоа би било убава прилика, станува збор за можеби најстарите народи. Така да таа конекција и не е случајна и се надевам дека ќе ја направите. Одишка во вашиот тежок работен ден, оѓето овде често, не? Често, така е, да. Често знам да дојдам во овој ресторан, меѓутоа доколку сум си го заслужил денот, не секогаш и... Ова ми се допаѓа, ова и прв пат го слушам. Така да не преферирам да дојдам ако претходно не сум сработил нешто и ако не мислам дека заслужувам да дојдам. Вистинскиот момент. Така е. Дали сега мислите дека е вистинскиот момент заедно да ручаме и да пробаме ова рецепта на денот, пастрмката? Сакате риба? Преферирам, да, тоа е лесна храна и често се обидувам да јадам риба и тоа пастрмка. Сте јаделе досега ваква во шкето со Не. многу макдонос? Не, ова макдонос прв пат. и со бело вино, со лук и со многу зачини. Натре и се пече, прво малку се подвржува, па се пече во земјена тава. Мислам дека е многу убава и баш за овој дел од денот. А и за сите оние што постат, затоа што се сега и постните денови. Ова е наша риба македонска. И макдоносот е наш, сигурно да. Велат дека рибата е со дефиниран карактер. Прекрасна е, ви се допаѓа? Прекрасно, да. Македонска Благодарам риба, на вашиот македонски избор. рецепт. Ми беше многу мило. На здравје. Благодарам на заедничкото уживање. Почитувани гледачи, со вас се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Ние остануваме овде со господинот Кирил, се додека не се изедеме нашата пастрмка. А ќе не придружува и штипското дуо со уште некоја убава штипска народна песна. Sogramalva dončo šekerlija. Sogramalva dončo šekerlija.